сакам да се заблагодарам на присуството. Мислам дека во центар ќе се случат конечно промените. Имаме една прекрасна личност за кандидат и еден градоначалник на општина Центар. Професорката Котлар во својот професионален живот докажала дека може да ги менува работите на еден професионален, со еден професионален и стручен пристап и истото ќе го прави и во општина Центар. Како што кажа, решивме во рамки на коалицијата да ја поддржиме затоа што сметаме дека треба едно пошироко граѓанско обединување кое што вклучува поголем број на политички партии, но исто така и издруженија на граѓани. Најдобар доказ дека во општина Центар работите не се движат како што треба е ова што гледате позади нас, а тоа е еден хаос во урбанистичкото планирање каде што згради никнуваат буквално како печурки. А потврда дека тоа е лоша политика е самото тоа што СДСМ реши да не го кандидира актуелниот градоначалник за втор мандат, со што признаваат дека не е работел добро работата, а и замената, односно оној кој што сега го предлагаат, е апсолутно непознат за јавноста и за луѓето, така што одат со едно решение кое што не е познато и кое што не може да ја заслужи довербата. Така што очекуваме после 17 октомври и во општина Центар и во град Скопје да се случат промени, заеднички да има соработка помеѓу општината и помеѓу град Скопје и да се менуваат работите, а тоа да е вовед и во рушење на оваа ненародна влада и формирање на една влада на честни, компетентни и одговорни луѓе. Благодарам, кој ако има прашање. Груби пред малку ве нарече коалиција 27 со Алијанса и Алтернатива, изрази скепса дека ќе можете со Даниела Арсовска да ги добиете овие избори. Од проста причина што сте реагирале, сте функционирале моноетнички, само за едната страна од варата. Јас сум свесен дека ова што го правиме прво во рамки на коалицијата и во МРДПМН и останатите политички партии кои што се дел од коалицијата, но исто така и подавањето рака кон другите етнички заедници во Македонија, албанците, турците се дел од нашата коалиција, власи имаме во коалицијата, бошњаци, роми, срби, сите кои што живеат во Македонија, е нешто што секако кај актуелната влада е примено со страв, затоа што се свесни дека тоа е еден обединет фронт кој што ќе ги порази. А во однос на коалицијата, мислам дека е најдобро Груби да зборува за собствената коалиција, која што е коалиција на криминалот, и затоа ние правиме коалиција за борба со организираниот криминал и корупција и коалиција која што треба да направи промени во Македонија, а промените ќе се случат веднаш после локалните избори. Господин Николовски, ваш коментар за навредите упатени кон кандидатката која поддржавте вие, госпоѓата Даниела Арсовска, од поединци блиски до врвот на СДСМ? Па, знаете, кога нема аргументи, тогаш, за жал, се оди со примитивизам. Кога нема што друго да се каже, се коментира дали е некој маж или жена. Очигледно, немаат аргументи, нема што да кажат. Очекувам кајде и слични навреди за професорката да се случат, затоа што тоа е единствено што можат да го направат, што зборува на кое ниско долно ниво се и примитивно ниво. Сакаат да се представат како урбани ликови, како граѓанска партија, но во суштина се едни тешки примитивци и нема други зборови освен овие што и користам за да се одговори на тој примитивизам кој што го користат, но тоа е најдобар доказ дека имаме добри кандидати и едни градоначалници штом немаат што да кажат освен лични навреди. Господин Николовски, Македонија црвената листа за патување во Европа. Кој е вашиот став околу развојот на пандемијата? Па, Македонија, ова е очекувано, затоа што Македонија лошо ја менаџира ковид кризата, не само во последниве месец или два, туку од појавата на короната. Прво имаше едни хаотични мерки, после тоа Македонија беше единствена држава во регионот која што немаше вакцини, па луѓе одеа во Србија да се вакцинираат, затоа што Филипчи и Заев бркаа провизии за да набават вакцини. Па после тоа се олабавија сите мерки, за најнаш да се стегнат сите мерки, едни мерки кои што јас ги нарекувам фашистички, затоа што некој може, а некој не може да влегува во јавни објекти. И сега еве гледаме дека резултат на целиот тој хаос е што Европската унија и европските земји ќе ја затворат Македонија на начин што македонските граѓани не може да патуваат. Не е проблем само што граѓаните не може да патуваат, не може и бизнисот да функционира, што дополнително ќе се одрази на економијата, затоа што слушнавме вчера дека 5000 фирми се затворени, 50.000 работни места се затворени и дека во моментов 150.000 луѓе бараат работа во Македонија. Македонија е на сите црни листи со Заев и затоа ќе има промена после овие избори. Како политичка партија објавивте информација за имотната состојба на актуелниот градоначалник на град Скопје, господинот Петро Шилегов.
Он не реагираше ништо на овие обвинувања, ваш коментар? Па нема што реагира, вистина е, се гледаат. Хациендата таму вилата во Тафталича му се гледа, таа во Маврово исто така се гледа. Се сеќавате кога Скопје беше во локдаун, односно беше во карантин, градоначалникот на Скопје се избега во Маврово. Колите се гледаат, тимото се гледа, така што нема што да каже. Вистинското прашање зашто соодветните институции пред се антикорупцијската комисија не реагира. Окей. Фала на сите.